Дали сме доволно храбри да излеземе надвор од својата комфортна зона? Кои се предностите, а кои недостатоците на онлайн наставата? Постои ли соработка или пак револт помеѓу студентите? Дали сме во групата на поединецот или пак работиме сите заеднички? Уште колку многу мораме да трагаме за до целта. Кој е твојот ферплей играч? Испитите, колегите или мотивацијата? Имаат ли студентите нешто што им пречи? Вечерва мои гости се Димитар, Ивана, Онур и Борјан. Општеството во кое што живееме честопати знае да ги сервира погрешните вредности. Честопати знаеме да излеземе надвор од својата комфортна зона. За платениот маркетинг можеме да говориме повеќе од потребното, но тоа е една линија која што секогаш знае да трае од до, без разлика колкава е временската рамка. Јас сум убеден дека секогаш вистинските вредности ќе излезат на виделина, без разлика колку време е потребно човек да го разбере своето постоење и да ја искреира својата животна приказна. Но што се случува со интелектуалците? Колку општеството ги отфрла или на еден начин се плаши од новите надежни и успешни граѓани? Дали како народ подобро ние да живееме затворени во некоја обична, себична кутија и со години да функционираме во таа кутија без разлика на наметнатите општествени предрасуди? Некако како најсилна светлина во долгиот тунел, наречен студирање, идните предводници на општеството добија најсилна поддршка, како најсилен ветер во грбот, затоа што некој верува во нив и во една кратка временска рамка досега слободно можам да кажам дека успеа да постават високи стандарди ширум факултетите науки. Од најразлична гледна точка можеби тоа е токму што ни требаше за едно вистинско образование, за една ферплей игра и во тој маратон некако како победници излегуваме сите. Не постојат мислења кои што не можеме да ги почитуваме. Едноставно чинам дека конечно требаше да се вратат на голема врата студентите, да не бидат само втор ред во државата. Но благодарение на поддршката од целиот УКИМ, студентите не само што се издигнаа на повисоко ниво, туку на еден вистински начин успеваат да ги покажат своите вистински вредности за она што сме, односно за она што ќе бидеме. Вие, студентите кои заеднички успеавте да направите борци од вашите вистински вредности, јас ви уверувам дека веќе успеавте во тоа. Вие ги изгласавте и им дадовте титула да бидат вашиот гласен медиум. Со нив разговаравте за се. Од она што ви недостига до она што треба да се промени. Без разлика на се, тие продолжија да чекорат и продолжија да бидат наши колеги. Цврсто на земјата успеа да се изборат пред се самите со себе, а потоа на долгиот пат наречен правдина, вредност, почитување, успеа не самите да се издигнат на едно повисоко ниво, туку заеднички ни подадоа рака на сите, без разлика кој од каде доаѓаме, и успеа да не сплотат во една нова кутија каде што освен колегијалност постои и другарство, што нели е и целта на овој проект. Затоа што врвот е мирот во душата и сите да бидеме среќни, нели, но не поединецот. Во нивните досегашни наврати ви говореа на вас, се обраќаа јавно, говореа безпрестанно, се спротивставуваа на лошата општествена слика и секојдневно поставуваа нови цели и нови стандарди. Јас нема да издржам, а да не речам. Тој е достапен за своите колеги. Без разлика на информациите се откажува дури од својот комфорт за да им помогне на другите. Неговата големина како колеги, како човек кој што несебично се залага за што подобро утре, говори преку неговите дела. Вечерва со мене е Димитар Коруновски, председател на студентското собрание на Филозофски факултет. Здраво, Димитар. Здраво на сите. Но таа плени со својата харизма. Гласна е дури повеќе од што треба. Но нејзиниот карактер како правдолюбива колешка знае да помогне и да го преплива морето на неправилности и да покаже дека дури пред себе ги става своите колеги. Вечерва со мене ќе говори и Ивана Балоска, делегат на Факултетското студентско собрание на Медицинскиот факултет. Здраво, Ивана. Здраво. Фала, Филип, што сепак ме викна да присуствувам.
Но главната карактеристика која што можеби сите нас не сплотува е тоа дека правилно е дека не постојат правила. Но во вистинска смисла на зборот неговата одговорност, решителност за подобро утре и начинот на кој што успева да ја покаже својата големина како студент говори погласно од неговите дела, затоа што действува фер и колегијално, давајќи им простор на своите колеги. Дел од оваа емисија е и Боријан Ефремов, председател на факултетското студентско собрание на Правниот факултет. Здраво, Боријан. Здраво, Филип. Фала на поканата. Ти благодарам. И мило ми гостувам у подкастот на Авангарда. Ти благодарам. Но за неговата големина како човек не постои колега кој што не може да проговори. Секој пат знае да ја доведе работата во општеството до совршенство. Да ги сплоти студентите и да покаже дека заеднички кога се работи секогаш постојат низа на успеси. Јас чинам дека тоа е неговата мисија. За ова повеќе ќе ни говори и Онур Дика, председател на најстарата студентска организација Македонската медицинска студентска асоциација на Медицинскиот факултет. Здраво, Онур. Здраво, Филип. Фала ти за поканата. Стварно ми е чест да бидам тука со вас. Ви благодарам на сите и задоволство е мое пред се што ќе говориме вечерва за се она што ги интересира нашите колеги и ќе оставиме простор да ве запознаат во некое друго светло. Уште еднаш здраво и добре ми дојдовте во новата емисија од животот на Инстаграм. Јас нема да издржам, а да не ве прашам. Што се случува наоколу? Имаат ли студентите нешто што им пречи? Димитар, што мислиш за ова прашање? Здраво, Филип. Здраво на сите. Чест ми е да бидам дел од овој студентски медиум каде може да се чуе гласот на сите студенти. Ти благодарам пред се за прекрасната најава. Околу прашањето што им пречи на студентите, не си студент ако нешто не ти пречи. Јас така мислам. Секогаш на студент му пречи нешто, посебно во ваква ситуација. Јас многу слушав, разговарав, се допишував со моите колеги, едни беа за, други беа против, какви да носевме одлуки, нормално дека на некој им пречи. Но, како што кажувам, ние, ФСС филозофски, гледаме и правиме да го најдеме најдоброто решение. А на ништо им пречи. По големиот дел ги оправдувам. Но, како што кажав, ФСС е демократија, не е демократија. И секој може да одлучи, секој одлучува тој што го изгласа. Така да, на студентите секогаш нешто им пречи онлайн полагање, онлайн предавање, немање материјали и такви работи. Но како што знаете, јас се трудам заедно со мојата екипа да дојдеме до најдоброто решение. Нормално е дека постојат различни мислења кои што на еден начин можат да не однесат во некој погрешен контекст. Но нели правилото е дека мораме сите заеднички да дадеме некаков допринос, односно во целиот овој процес, затоа што никој од нас не е виновен што се случува моментално. Но со оглед на тоа дека станува збор за една пандемија, ние сме приморани наставата да изведуваме онлайн. Ивана, што мислиш, колку е во ред и колку има предности, а колку пак недостатоци целиот овој процес? Пред се онлайн наставата, од кога го ведовме, бидејќи нели сега не можеме да идеме на факултет, а сепак мислам дека многу ни помага, бидејќи можеме во било кое време, мислам нели имаме ограничено време, но докато на било кое место ние да седиме да ги слушаме предавањата. Тоа на некој начин ни уништи таа монотонија што ние имавме, бидејќи ни даде одреден вид на стимул, јас да станам од кревет са бајле во 9 часот и да ги слушам предавањата од моите професори. Сепак мислам дека тоа многу дополнително и не мотивира, побрзо е да го свладуваме материјалот, но секако сметам алал да име на сите катедри што се потрудија да дојдат во комуникација со нас, што учествуваат на нашата платформа за онлайн предавања. Голема благодарност до нив што ни најдоа материјали и скенирање на книги каде што ние ќе можеме да си го учиме материјалот независно дали одиме на факултет или не. Недостаток од целата оваа ситуација тоа што ние немаме да имаме физички контакт со самите пациенти, поготово на клиничките предмети, бидејќи за предклиничките предмети сметам дека е одлично преку начин на интеракција, изработување на вежби и онлайн предавања да се докнеде или тоа што ќе биде изгубено, но сепак сметам дека клиничките предмети дека ние не ги осетиме, дека не видиме секакви работи постојат, дека нема да може да
нели дека ни биде многу потешко. И сепак сметам дека кога ќе заврши сета ситуација дека тој дел едноставно ќе се надополни, бидејќи сепак според мене мислам дека одлично вака функционира. Веднаш да се надоврзаме на ова прашање. Боријан, што мислиш, дали постои некаков револт помеѓу студентите, односно, дали постои поделба помеѓу колегите за и против онлайн полагањето на испитите? Што е најсоодветно во ваква ситуација? Да, секако најпрво фала и јас за поканата уште еднаш и фала за прекрасниот вовед, наистина поетично звучеше, дури малце непријатно ми стана мене од пофалбите. Се разбира дека има конфликт, бидејќи се работи за многу конфликтно прашање меѓу студентите. Има студенти кои сметаат дека треба да се полага онлайн и апсолутно имаат аргументи зошто треба да се полага онлайн. И од другата страна имаме студенти кои не сметаат дека треба да се полага онлайн и тие имаат аргументи зашто не треба да се полага онлайн. И двата ставови се апсолутно легитимни и као такви се им значат на студентите. Сакаат да се случи тоа оно што го бараат, бидејќи сметаат дека е есенцијално за нивниот образовен процес. И сега вие кога имате таков судир, нормално е да има и жестоки дискусии во коментарите, жестоки судири помеѓу студентите, дали треба или не треба да има онлайн полагање. Што е најдобро во оваа ситуација? Не можам да кажам, бидејќи сите со оваа ситуација, сите сме затечени од оваа ситуација. Никој не се подготвувал за светска пандемија каде што ќе биде ограничен секое движење, вклучувајќи го и образовниот процес. Така што мислам дека најбитно е да бидеме разумни и да постапуваме тактички, мудро, да не избрзуваме со решенија, да не се избрзува со решенија сакајќи да им угодиме на сите, на крај да не им угодиме на никој. Мислам дека како студенти, а и како академска заедница треба да ја спуштиме топката. Видеоконференциските предавања се одржуваат до полагањата имаме уште месец и пол, значи во јуни почнува сесијата. До јуни има време да се дискутира за потенцијални решенија како да се изведе онлайн полагањето доколку продолжи криза. Меѓутоа мислам дека сега најбитно е да бидеме сталожени, да не избрзуваме, да не пробуваме да решиме се, бидејќи постои опасност така да не решиме ништо. Најдобро е да почекаме, да размислиме, да се консултираме, сите засегнати страни да бидат вклучени во дискусијата како да ја пребродиме кризата доколку таа продолжи и до следната испитна сесија, па и понатаму. Така што во однос на со оглед на тоа што бевме затекнати, односно неспремни во целиот овој процес, нешто што најмногу нас како студенти на Медицинскиот факултет во Скопје на еден начин не оттргна од тоа што моравме да действуваме во секој поглед разумно. Од еден таков разумен аспект можеше да се действува, односно да действуваат и оние организатори кои што, како што кажав и на самиот почеток, дека вечерва со мене ќе биде и претседателот на најголемата студентска организација на Медицинскиот факултет во Скопје. Мене ме интересира затоа што тие беа приморани да го одложат конгресот кој што требаше да се случи, инаку станува збор за конгрес кој што е на интернационално ниво. Ме интересираше за кога одлучивте да ги поместите плановите? Што е следно што треба да го очекуваме ние како студенти? Еви конечно да ги мотивирам и останатите мои колеги кои што сигурно верувам дека имал некој кој што спремал труд или пак се подготвувал за престојниот конгрес. Фала ти, Филип. Најпрви ние да одложивме поради ситуација, моравме да одложиме и тоа не ради дали ќе биде дали ќе се организира или не, туку ради тоа што дали студентите ќе стигнат со трудовите, бидејќи трудовите рокот за аплицирање со труд беше до 1 април и тоа беше најдраматичниот период за нас, каде што почна со одложување на факултетите предавањата, кај што најмногу тие 2-3 недели последни од рокот аплицираат студентите, не само од кај нас и од странство, нормално интернационален конгрес. Моравме да одложиме ради таа причина. Таа беше првичната причина. И се договаравме, многу ми е мило што целиот тим на ММС разумно размисли како треба, што треба и имаш
на маса стоеше опција да се откаже целосно конгресот и годинава да не го организираме конгресот, но уште еднаш ќе повторам, многу ми е мило што целиот тим рече дека годинава мора да се организира пак конгресот и ќе продолжи традицијата по 43-ти пат. И ексклузивно е за тука да кажам, прв пат ќе ги најавам датумите за следниот конгрес и тоа ќе биде од 10 до 12 октомври, кај што ќе биде и продолжен викенд, а понеделникот е неработен ден, така да повторно ќе имаме еден убав толк конгрес. Ако сакате можам да ги најавам и другите датуми, као рана регистрација до 31 август, касна регистрација околу 15 септември, што ќе се погоди среде сесија, ќе можат студентите да размислат убаво и поднесување на абстракти ќе имаат време до 15 август, со тоа што регистрациите не ги изгасивме, регистрациите траат и бидејќи првпат сега тука ги најавувам датумите, деновиве ќе бидат објавени по сите социјални мрежи на нашата веб страна и ќе продолжиме со активната работа за организирање на 43-тиот интернационален медицински научен конгрес. Звучи возбудливо и задоволство е да се слушнат првичните информации кои што доаѓаат токму од вас. Но јас имам еден сега нов предлог, затоа што сметам дека како јас, кој што не бев доволно запознаен со целиот овој процес, како функционира факултетското студентско собрание, што се случува во Македонската медицинска студентска асоциација. Јас сметам дека треба на нашите колеги, односно на останатите студенти, да им дадеме простор да ве запознаат во некое друго светло. И освен што ќе говориме вечерва за испитите и за останатите рокови, што треба да се направи, да даваме наши предлози и ставови, сметам дека едно од правилата кои што мораме да ги почитуваме е да им се доближиме што е можно повеќе на нашите колеги во смисла за една вразумна соработка. Ивана, мене ме интересира која е твојата задача како делегат во факултетското студентско собрание. Што правиш ти за твоите колеги? Кој е начинот на кој што се одвива твојата соработка со останатите колеги? Пред се, самото факултетско студентско собрание на медицинскиот факултет функционира како една целина. Многу ми се допадна, мислам самата идеја уште пред да беше ова формирана, се кандидирав со цел да сменам нешто односно во нашиот образовен систем. Сите колеги што сме заедно, вклучувајќи ги во моја генерација Петар и Ѓорги, многу ми се допаѓа што се правиме заедно. Значи, секаков проблем што ќе постои, одиме се тројца, разговараме со надлежните што треба да разговараме за да најдеме некој начин на заедничко решение. Едноставно се што правиме, ги споделуваме информации, поготово во овој временски период каде што има пандемија, каде што многу е тешко бидејќи не сме на факултет да отидеме да најдеме контакт со професорот и не знаеме секогаш дали во кое било време е слободен, затоа ги контактираме и имаме поддршка нели од нив. Дополнително наоѓаме книги, споделуваме официјални информации со цел да го лесниме тоа. Сепак сметам дека секој проблем што постои ние даваме максимум како ФСС да се реши. Воедно организираме и организации како што беше за дарување крв за студентите без бенефици, каде што сакавме да покренеме нели јавната свест пред секај нас медицинарите како и ние доктори. И дополнително секој проблем на вистина се трудиме да го решиме, дали било тоа на наша генерација, дали да е во другите години. И многу ми е мило што воопшто постои факултетско студентско собрание, бидејќи како што кажи ти, нели, сепак некој да го слушне гласот на студентите, да ги каже своите интереси, своите права, едноставно да се возможи по убав начин на студирање. Јас сега не сакам да звучам пристрасен, но еве нема да говорам за сите делегати на факултетското студентско собрание на медицинскиот факултет. Ќе говорам само за делегатите од мојата генерација, од третата студентска година. Слободно можам да кажем дека и вие и ние како колеги заеднички успеавме да се пронајдеме и многу ми се допаѓа фактот тоа што навистина сте отворени за колегите и пред се трудите да ги испочитувате сите наши предлози и желби на еден начин, ако можам така да се изразам, затоа што сметам дека конечно
постои некаква соработка помеѓу студентите и веќе на еден начин заеднички се обидуваме да ги тргнеме пред расудите дека не постои пријателство на факултет, односно сосема спротивното. Од факултетското студентско собрание јас сум убеден дека на крајот ќе излеземе како победници, во смислот тоа што ќе створиме пријателства кои што ќе траат и по завршувањето на нашите студии. Но веднаш да се надоврземе на прашањето за колегите. Димитар, како действуваш ти во оваа ситуација? Ги почитуваш ли предлозите на твоите колеги или пак на брзина донесуваш одлуки со освен на тоа што нели си претседател на факултетско студентско собрание на филозофскиот факултет? Дали Димитар ти си ферплей играч? Управо филозофски факултет е една огромна институција од 4000 студенти, преку 100 професори, така да јас сам како председател на факултетско студентско собрание можам само да действувам како секој студент. Затоа и сакам да ви кажам дека ние како ФСС секогаш даваме предлози од членовите, но и од студентите. Секојдневно добивам преку 20 до 30 повици или пораки од студентите за ги слушам нивните предлози, ги слушувам. Јас како председател исто имам свое мислење, но мислењето го формирам слушајќи ги моите колеги. Така да морам да го пофалам и деканот и професорите на нашиот факултет, каде што меѓусебно комуницираме и мислам дека оваа ситуација е единствено добро што излезе тоа што се поврза професорите со студентите, можеби не физички, но на поинаков начин ние малку сме поблиску до нив. Затоа не носиме избрзани одлуки, како што кажа Боријан, секоја избрзана одлука за жал е грешна. Така што нашето действување како ФСС е сослушувањето на нашите колеги, на студентите, сепак позади нас стојат 4000 студенти кои ни го дале својот глас, кои ни дале својата доверба за ние да можеме да донесеме правилна одлука. Али како што ми беше одговорот на претходното прашање, никогаш не може да биде сите задоволни. Таа е реалноста. Ти благодарам. За ферплей играч, извини, го заборавив тоа прашање. Јас сум инаку фанатик по спорт. Бев и бивши спортист. Искрено како спортист не бев ферплей играч. Но сето тоа како председател мене ме научи да бидам ферплей играч, сослушувајќи ги, почитувајќи ги другите одлуки, другите мислења на моите колеги и дека треба да играме како екипа, се изразувам малку на спортски начин, да играме како екипа, а не како поединец. Тука сме сите заедно губиме или сите заедно добиваме. Апсолутно се согласувам јас со сето она што го изнесе, но кога сме веќе кај студентите, мене ме интересира како ММСА како една од најголемите студентски организации кои што постои и најстара на медицинскиот факултет, чинам дека неколку пати повторив, тоа не значи дека јас сум пристрасен кон ММСА. Мене ме интересира која е пораката која што испраќа ММСА, како на еден начин успева да ги зближи колегите и да им објасни за меѓусебна почит и соработка. Што правите вие во вакви ситуации, Онур? Што е тоа? Интересно. Најверојатно заедничките предизвици во ММСА се тоа што ги зближува колегите и студентите по медицина. Многу е интересно во ММСА, за мене ММСА, јас сум пристрасен, се извинувам, ама морам. ММСА е организација која што нема граници. Апсолутно може да се стигне до многу информации и може да се видат многу различни искуства. ММСА, кога ќе се сретне со некој предизвик, многу е добро што сме дел од Интернационалната федерација веќе многу долги години и ако не можеме да се справиме, имаме поддршка од кого да се посоветуваме. Тоа е, например, со ситуацијава сега што беше со корона. Видовме добри примери како не треба да бидеме, па научивме да бидеме подобри. Така и ние ММСА гледаме од други организации од цел свет, кај што како тие знаат да се справуваат со тие предизвици, како тие знаат студентите да ги држат еден до друг, така и ние тука сакаме истото да го имплементираме. И мислам дека со организирање на различни настани
со различни конгреси, конференции, насочени малку повеќе кон науката, успеваме тоа да го успеваме уствари. Кога сме веќе кај почетта и соработката за студентите, не знам колку сте запознаени со еден проблем кој што се соочивме ние како нов медиум. Последните 2 недели се водеше, слободно можеме да кажеме, некоја негативна кампања како за нас како медиум, така и за другите колеги кои што се од правниот факултет. Боријан, дали ти како председател на правниот факултет сметаш дека како општество не сме доволно храбри да признаеме дека некој е доволно похрабар од нас? Односно, дали сметаш дека постојат луѓе кои што се уште живеат во некоја своја приказна, ако можам така да се изразам? Што тогаш? Прво да те коригирам, не сум председател на правен факултет. Кристијан Зумровски е председател, да го поздравам. Јас сум науким, да не дојме да судирим на седница после да се лути. Се шалам. Моја е грешката, тогаш јас сум виновен. Нема врска, не, се шалам. Нели животот на Инстаграм, па и воедно и тоа, да се оправдаме во целата емисија. И не се и титулите, мислам, ако може така да се наречат. Битно е што сакаме да направиме. Одлична забелешка. Ја искрено бев од една страна шокиран како беше дочекан студентскиот медиум од одредени центри. И разочаран како може група на млади луѓе така да конфликтно да действуваат и да бараат конфликт, да бараат да оцрнат нешто што е ново, нешто што сега се пробива. Меѓутоа, кога ќе размислите се, тоа потрага по кликови, потрага по внимание. Тоа се луѓе кои им недостасува очигледно внимание, кои им недостасува креативен дух да создадат нешто свое. Па единствено на што може да се сведат се неосновани критики за окружување и црни вести, а црни вести палат, црни вести ги читаат луѓето, така што тоа е некој начин они да заработат и да се справат со кризата. Веројатно. Ако тоа им е начин да си го истурат гневот од карантинот, ако тоа им е начин да заработат, во ред, нека биде, нека ги напаѓаат студентските представници, нека ги напаѓаат студентските активисти, меѓутоа тоа сигурно нема да ги спречи студентските активисти да продолжат и понатаму да создаваат, да прават креативен контент, како што е твојот, како другите подкасти, да се вклучуваат во студентскиот медиум и да станат, да редефинираат поимот на студент. Студентот сега во минатото барем се разбираше дека е со честни исклучоци, беше пасивен субјект во општеството кој единствено што правеше следеше наставата и чекаше испитни сесии. Главниот активизам би бил сведен на барање дополнителни казнени сесии. Честни исклучоците, пак ќе кажам, има многу мокни, големи студентски организации кои работеле. И сега овие нови студенти заедно со организации стари како што е МУНСА, како што се сите факултетски студентски собрани и други студентски организации, го редефинираме поимот на студентот. Пасивен чинител во општеството, стануваме активен субјект. Субјект кој креира, субјект кој организира, субјект кој придонесува за подобрување на општеството. Секогаш ќе има кучиња кои ги лаат, меѓутоа караванот ќе продолжи понатаму. Доколку такви центри ве напаѓаат, тогаш знаете дека сте на прав пат. Така што се додека не сме погрешили, додека сме чисти пред себе, додека сме чисти пред студентите, не треба да не загрижуваат неосновани напади. Јас тука ќе додадам дека мора да се крева прашина поради секој некаков успех кој што направил, а воедно како што кажав и на самиот почеток дека мораме да ги почитуваме различните мислења, затоа што само така ќе успееме да создадеме едно вистинско општество, ако бараме некое совршенство кое што и не постои. Но јас сметам да те прекинам ако може. Не е таков концептот, само заборавив да се дополнам дека студентскиот медиум, иако не сум ја својствен уредник, претходната авангарда си функционира одвоено од студентското собрание, меѓутоа знам дека е отворена и дека секој кој сака да создава
да создава нешто, контент, може да аплицира, да се пријави и да биде примен таму. Така што само што тоа да го надополнам, извини што те прекинав. Без грижи, сметам дека тоа го преку нашите постови на Инстаграм и на Фейсбук и на YouTube, другите колеги кои што снимаат подкасти, често апелираат на таа меѓусебна и заедничка соработка, што нели тоа е главна цел за да се направи некакво различие во сферата на многу различното дејствување. Но, освен што одговоривме достапно на сите прашања, јас, како што ветив и на самиот почеток, треба да покажеме, особено во мојата емисија, дека животот во ниеден наврат не е Инстаграм. Па во тој аспект, воедно да бидеме малку и да дадеме мотивација на некој кој му треба во овој период, а јас сметам дека сигурно постои на некој кој што му треба и тоа доста. Мене ме интересира што правите како студенти. Еве ќе почнеме со Димитар. Димитар, каков си ти како студент? Или да го упростам прашањето, што е она што те прави да бидеш ти? Јас инаку сум студент на Филозофски факултет на Институтот за историја. Така да што да си студент на историја е малку специфична работа, али одлична работа, морам да го пофалам тоа, дека учиш, ги учиш едно 4000 години, на крајот да дојдеш до заклучок кој е најдоброто нешто, кој најдобро постапил, како не постапил. Да бидам јас, мене ме прави искрено да не се викав Димитар, би се крстил Искрен. А тоа искрен, знаете како, некогаш имаш позитивен фидбек, некогаш негативен, иако, фала Богу, во повеќето случаи тоа е позитивен, но од негативниот фидбек само учам и учам. Мојата искреност, знаат и моите колеги кои се работувале со мене, дека е доведена на максимум ниво и никогаш нема да престанам, барем така мислам, дури сум жив да бидам искрен кон сите кои разговараат со мене, кои имаат потреба од моје мислење, затоа што мислам дека искреноста е едно од најголемите нешта што човек би можел да ги има. Благодарам. Кога сме веќе кај искреноста, Онур како студент на медицина, имено сега можеме да кажеме дека ти дипломираше и веќе не си студент, туку си доктор. Дали постоеле денови кога едноставно не сакаш ништо да направиш? Од каде наоѓаш мотивација во тие денови? Што правиш во тие денови? Нормално, како и секој студент, има денови кога не кеш ништо да правиш. И правиш ништо. Многу едноставно. Али моментот е тоа што главната цел никогаш не треба да ја заборавиш. Главната цел кога ќе ја заборавиш, тогаш немаш инспирација, ни желба. Може инспирација да немаш да работиш или да учиш или било што, али желба мора да имаш. А желбата ќе ти потекне од целта. Целта која е стварно голема и нешто што ќе те крене, повеќе од тоа не ти треба за инспирација. И нормално има многу методи кои што сум ги користел како студента и ден денеска за да сработам нешто, било организирање некој настан, било некој проект. Почнувам со нешто полесно и гледам дечки као вас што стварно ме мотивираат, гледам дека има и други луѓе што работат и заслужуваат и заради нив се кревам и јас и работам. Кога сме веќе кај работата, Ивана, што правиш ти во своите 4 зида, кога не си на факултет? Постои ли нешто што знаете те обесхрабри во погледот на факултет? Има ли нешто често причини на некои несигурности? Што си кажува Ивана тогаш сама на себе? Како што кажи, онда не сте студенти, не сме студенти, ако во некој момент не се чувствуваме тажни, да не се чувствуваме дека не можеме да успееме и слично, поготоа сега кога сме затворени во 4 зиди, каде што имаме услови, каде што имаме премногу предмети. Сепак, во тој момент, пред се, нели ќе кажеме дека со нашето седење дома, воопшто помагаме за да се чуваме јавното здравје, односно спречуваме трансмисија. Се трудиме околу нас на многу наши колеги и пред се пријатели што не студираат медицина,
а сакаат да излагаат надвор, нели да ги спречиме во тоа, да им кажеме како и што е. Сепак сметам дека ова време за сите на студентите, поготово пред се ќе зборам за мојот факултет на медицина, ние сме научени да имаме 3 колоквиумски недели. Едноставно тоа е премногу и цело време си навикнат со едно исто темпо да учиш. И во овој момент искрено ми фали тој малце стрес и поттик за ние да продолжиме со исто темпо да учиме, но сепак сметам дека до негде и добро, треба да размислуваме позитивно, бидејќи сепак нели јас на пример научив да готвам, сам си ги подобрив моите способности за готвење и гледам дека малце да се дистанцирам од фрижитерот. Научив, не знам, да правам некои омилени јадења на моите и на сите останати. Почнав да гледам многу серии, сите серии што кажував дека немам време да ги изгледам, јас ги изгледав, прочитав книги, а дополнително и пред се што е најважно, нели учам. Учам буквално без стрес, релаксирано и сметам дека тоа треба да го направат. Општо да не се кираат, сесии ќе има многу сесии, само да го сочуваме, нели, се ова што се случува да помине многу побрзо и се ќе положиме, ќе фатиме услов и мислам дека на крајот се ќе биде, бидејќи тука сме заедно, пред се јас себе нели како координатор, но не мора ни тоа, општо како човек, нели да помогнам во секој можен аспект, има идеи за учење на Skype со другарка или со другар, мислам дека повеќе ќе се мотивираме и како е да има време, така да само треба да се организираме. Сега да имав маркер до мене, сигурно ќе го подвлечев зборот каде што кажуваш ќе фатиме сигурно услов. Колку мотивирачки, а воедно инспирирачки да продолжиме да се бориме и да излеземе како победници од оваа ситуација. Боријан, ти си студент на правниот факултет. Дали постои нешто што знае да ти ги одвлече мислите? Дали некогаш знаеш да си кажеш на себе, ова пак и не требаше да го направам така? Како се бориш со своите мисли? Постои ли нешто што не може да ме ги одвлече мислите? Искрено, често ми се случува да се залутам така со размислувањето и да изгубам концентрација. Дали постои нешто што се замислам и кажам дека не требаше баш така да испадне? Апсолутно. Сите грешиме, сите правиме грешки. Најчесто тие се со најдобри намери, да сме сакали да постигнеме нешто, меѓутоа излегло тотално спротивно на тоа што сме имале замислено. Така што апсолутно да. И постојат многу работи што ми ги одвлекуваат мислите. И често ми се случува да се покажам, да знам дека сум сгрешил и дека треба да постапам поинаку. И тоа секој што било со најдобра намера, така што не би се оптеретувал толку, иако некојаш се случувало и да настанат посериозни последици, меѓутоа тоа е, млади сме, нормално е да грешиме и нормално е да ни летаат мислите. Поготово во вакви кризни ситуации каде што сме сите под голем притисок и не може да се очекува дека ќе действуваме најтрезвено и дека ќе постапуваме совршено. Така што моментално што ми ги одвлекува мислите, по 10 пати на ден проверувам статистики за короната, ако пасија ми стана. Грешки има многу. Јас сум убеден дека можеме да говориме уште погласно за сите теми кои што нас како студенти не интересираат, но исто така се надевам дека успеавме да испратиме јасна порака и да покажеме дека секој некако на еден начин има добри и лоши моменти и дека сето тоа е дел од составниот живот. Ние како студенти сметам дека можеме само да си дадеме поддршка едни на други. Да говориме уште погласно затоа што сметам дека конечно е време секој да се покаже во вистинско светло. Но човек не може да се промени преку ноќ. Човек константно си ја носи со себе својата личност, само прашањето е кога ќе излезе на виделина. Но најважно од се е да бидеме добри луѓе и да стоиме цврсто на земјата. Јас ќе апелирам дека мораме да запамтиме дека секогаш за секоја работа секој тргнува од себе. И го кажува она што може би го мисли, но некаде го сокрива без разлика дали е позитивно или негативно. Во кој контекст и да ги погледнеме работите, односно во кој контекст и да го насочиме погледот, она што е кажано говори пред се за личност и начинот на кој што таа успева да го презентира во општеството. Различните мислења мораме и треба да ги почитуваме, туку и да покажеме
дека мораме да научиме едни со други да ги разбираме вистинските вредности. Лошите и платените маркетинг реклами траат само инстант период, во еден краток тираж, но без разлика на сеја сум убеден дека како општество можеме да постигнеме многу. Но прво секој треба да си го гледа својот двор и да бидеме што е можно повеќе позитивни и да успееме да разубавиме нечии ден. Но животот во ниеден наврат не значи дека Инстаграм, да бидеме уште подобрата верзија на себе. Јас сум убеден дека само така ќе успееме да го промениме светот. Ви благодарам уште еднаш, а со вас се гледаме во другото издание со нови теми. А до тогаш, верувајте што е можно повеќе во себе и седете си дома.